Шкорпи, здраво, добре дојдовте и ајде овде сега да ги погледнеме пораките кои не ги испраќа таротот се за месец јули и се генерални пораки, значи буквално се што ќе биде кажано, буквално може да се однесува на било кое поле од животот. Затоа јас ќе ја пренесам пораката онака како што ја гледам, а вие сте најважни кога станува збор за толкувањето, затоа што за вас може би тоа ќе се однесува на некое друго поле, може би пак и да не се однесува на друго, едноставно во таа порака ќе чуете нешто како насока, како помош. И затоа вие кажав сте најважните кога станува збор за толкувањето. Сега, пред да започнеме, само кратко подсетам, не заборавајте да следете го каналот, лајкувајте, споделувајте, коментирајте. За нашите најверни следбеници ќе има подарок бесплатно, тарот, лично тарот толкување. И сега да видиме што носи јули за вас шкорпиите. Некои од вас, не сите, се разбира, тие што се занимавате со нешто големо, тие што имате некаков бизнис, може би семеен, генерацијски бизнис, може би само сте започнале нешто големо, работите на нешто големо, или пак едноставно тие што сте соочени со предизвици во работата и кариерата. Меѓутоа кажав, не ја исклучуваме можноста дека и во некое друго поле се работи. Се поракиве за во некое друго поле од вашиот живот, може би љубовта, може би домот. Тие вие што се пронаоѓате овде, вие јули месец имате некакви грижи. Вие имате некакви грижи, нервози, непроспиени ноќи, се грижите, колку јас што гледам овде, се грижите околу делот со финансиите. Ве загрижува дали ќе успеете нешто, ве загрижува дали ќе го доведете до крај нештото. Целиот овој месец ќе биде преокупиран со вас, лично вас и лично она на кое многу работите, она која целосно ве обзема, она која ви го исполнува денот, секојдневието, животот, буквално. И кажав, ќе имате некакви грижи околу делот со финансиите. Јас гледам дека вие во секој момент кога имате малку слободно време, вие седнувате одма да пресметате, да ги разгледате документите, да видите како стоите, да дзирнете во сметките, постојано тоа го правите, докаде сте со исплата, со уплата, нешто во тој дел. Нешто во тој дел многу ве загрижува. Она што е чудно е тоа што не дека вие стоите во многу лоша состојба, напротив, солидна, и да не е совршена, таа е сепак солидна. Меѓутоа, вие многу сте се загрижиле, може би се грижите како во иднина сето ова да го доведете, имате некакви показатели дека ќе има проблеми, може би дека ќе има недоразбирања, ќе се појават некакви нови трошоци. Нешто околу тоа ве загрижува. До неодамна стоело се добро, што значи дека ова е нешто ново што ви се појавило. Може би се грижите дали од некој извор ќе продолжат да доаѓаат средства. Тој извор може да е се, може да е вистина сметка, може да е некој бизнис, може да е човек, може да е било што. За сега добро стојат работите, меѓутоа вас тоа ве загрижува, дали ќе продолжи. Ова некако ќе ви стане оптеретување, сакате
да се ослободите од овие проблеми, нервози, овој товар, сакате многу да се ослободите, сакате да заврши некако. И некако во јули, како ќе се одвива месецов, од средината па натаму, гледам дека ќе емотивно ќе ставите блокада на ова нешто, што е многу добро, многу паметна одлука е ова од вас. Емоциите, едноставно ќе заклучите таа врата. Таа врата, каде што се влегува вашите емоции, ќе ја заклучите, ќе ја затворите, ќе го свртите грбот моментално, затоа што сега треба да бидете посветени на работата, а не на емоциите, затоа што ако се препуштите на емоциите, гледам дека ќе стане уште полоша. Меѓутоа, вие ќе бидете многу мудри овој пат. Значи, блокада, апсолутно блокада. Ако ова нешто во љубовта е, ако се работи за нешто од љубовта, јас мислам дека вие емотивно недостапни ќе станете периодов. Буквално емотивно недостапни. Стоп, блокада, крај. Ова е само привремено. Значи, зборуваме за јули. И сега имате на ум нешто друго. Сега сакате да се посветите на други работи. Затоа што чувствувате, во вас длабоко чувствувате дека некои работи ги спуштате од раце, сте се посветиле до сега можеби повеќе на емоциите, малку сте се опуштиле и сега некако и обврски ви заостанале и некако ви пушнале да се лизгаат од раце работите, што многу добро знаете да ги правите. Се чувствувате малку неудобно заради тоа што споро одат работите, вас тоа ве оптеретува. Знаете, од надвор, луѓето мислат, тие останатите мислат дека вам ви тече мед и млеко. Буквално мед и млеко, еве сте вие во очите на другите. Ако може да видите, мед и млеко постојано си налева на чашките, значи си ги празни, повторно си додава, си доаѓа овде, си ги полни, па повторно. Ова ста вие во очите на другите. Другите не знаат за вашите битки, затоа што можно е ова да се ваши само ментални битки во умот што се случуваат. Стравовите се во вашиот ум, очигледно, и овие стравови и ова немоќ. Вие во очите на другите сте многу мокни, но во вашите мисли чувствувате голема немоќ. И сега работата е како да се постигне баланс помеѓу вашите мисли и помеѓу фантазиите за успех. А како би се постигнал поинаку, ако не со акција? Значи, преминете на акција, сработете го тоа што се очекува од вас и се ќе биде добро. Во секој случај, исходот е навистина добар, затоа и нема што да се додаде како совет овде, затоа што ова не е совет, ова е исход, ова се карти на успех, ова се успешни луѓе, успешни моменти, успешни ситуации, така да, значи, вие само ќе ве загрижуваат некои работи кои реално не треба очигледно да ве загрижат, но тоа е тоа ќе го почувствувате на јули и толку. И сега некој друг дел од вас пак, вие буквално ќе уживате месецов, значи буквално ќе уживате. Може би се работи за одмори летни, но јас гледам дека ќе бидете во друштво или пак со семејството. Ќе бидете четворица во семејството, четворица во друштвото, или парови, 2 пара, или
Гледам дека ќе имате прекрасно поминати сега за ова за некого е порака тие што ќе одите на некакво летување во кој се вклучени 7 ноќи. Особено во ноќите вие многу ќе се забавувате и не знам, ќе го постигнете врвот на задоволството на ова патување, на овој одмор, на ова летување. Многу ќе се забавувате, многу ќе дури и тие кои не се работи за летување, ќе се забавувате, можеби во домот нешто ќе прославувате. Очекувајте некаква понуда во текот на јули, понуда за нешто, значи понуда во овој дел што се прави понуда е од финансиски аспект или понуда за работа или нешто такво. Како и да е, преубав месец за еден дел од вас. Гледам дека ќе ги посетите и повозрасните во вашата фамилија, семејство, можеби баби, дедовци, можеби родители, насело во природа. Ќе уживате, буквално ќе уживате во секој момент од тие денови, спокој, радост, убаво поминати денови. Ќе чуете нови работи што се случиле и кај нив и кај вас и вие ќе им кажете што се случува ново. Едноставно совршенство кога станува збор за семејна хармонија. Може да ве загрижува само нешто поврзано со некоја ваша личност која е во знакот на бик, девица, бик или девица. Може да е стрелец, меѓутоа не мора да значи. Може само таков да ве не да ве вознемирува нешто, да се грижите околу тоа дали ќе се сретнете, дали во исто време ќе може да ги остварите целите, дали ќе бидете нешто што има заедничко што треба да го направите со таа личност, ќе ве загрижува тоа дали ќе успеете тоа да го направите, а сакате нешто да направите со оваа личност, поврзано со емоции или со љубов. И ќе го направите, исходот е дека да, ако е патување ќе одите на едно многу убаво патување. Ако е некаква преселба, било што и да е, што треба да се направи со таа личност, ќе се направи. И некој од вас гледам дека ќе овде вака се работи за некој стрелец или овен или лав, некоја, може би е жена, ќе некако вербално ќе ве нападне и ќе треба вие да си го заштитите. После тој напад, вие ќе чувствувате потреба дека треба да го заштитите, нешто, или угледот, или своите финанси, или нешто во домот, нешто во вас, на вас, како и да е, нешто ќе треба да заштитите од нападот од вербалниот, внимавајте, напад на оваа личност. Оваа личност ќе ја препознаете, ви кажав, по тоа што може би е жена, може би е повозрасна, може би е на иста возраст со вас, може би е лав, стрелец или овен. Драги шкорпи, се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!